премиерот Груевски, кој што е носител на идејата за милионската кула на водно, вчера не одговори што е тоа што ќе се монтира на кулата на водно. Агенцијата за електронски комуникации во еден прилично нејасен одговор не информираше дека тие имале искуство од област, за што не се сомневаме. Но јавноста, од чиј џеб ќе се гради оваа кула, има право да ја знае неговата точна намена. Додека Груевски и власта се договорат за намената на 150 метарската кула на водно, ќе отвориме и таа дилема која што највеќе ги засега граѓаните, а тоа е цената на нејзиното чинење. Агенцијата за електронски комуникации вчера соопшти дека цената на чинење на кулата на водно е 1 милиарда 84 милиони и 706 илјади денари, што е близу 18 милиони евра. Бидејќи Груевски и директорот на АЕК Роберт Ордановски при промоцијата на кулата се користеа со искуство од другите градови, меѓу кои и белградската кула Авала, еве и ние во споредбата за нејзиното чинење денеска ќе ја користиме телекомуникацијската кула од Белград. Белградска Авала е повисока од планираната кула на водно за 50 метри. Таа е висока 204,6 метри. По рушењето во војната во 2006 година оваа кула е целосно возобновена од 0 за 8,5 милиони евра. За цели 10 милиони евра помалку од планираната кула на водно. Значи белграѓани за нивната кула, највисока на Балканот, платиле 8,5 милиони евра, додека ние за иста таква кула, и пазете, зборуваме само за нејзината изградба, ќе треба да платиме 17,7 милиони евра. Невозможно е градежните материјали во овие 6 години толку да поскапеле. Овој уште еден случај на безмилосното мегаломанство на Груевски и ВМРО ДПМН врз грбот на граѓаните, за кои нема граници кога се работи за нивните теснопартиски интереси. Близу 18 милиони евра наместо за кула на водно можеше многу по-продуктивно да се искористат, например, за изградба на ново средно училиште во општината Аеродром во Скопје или изградба на мост кој што би ги поврзал населбите Ѓорче Петров и Карапос, или со нив да се покријат барем дел од трошоците за новите 2 автопатишта за кои што државата се задолжи кај Кина, а со кои што се зголемува јавниот долг на државата. СДСМ инсистира премиерот Груевски да ја објасни потребата од 18 милиони евра вредна кула на водно и да ја каже точната намена на оваа кула. Благодарам, ако има некои прашања, помнете. Не, колку што јавноста е запознаена, конкурсот трае до петок и ги разгледаме сите кандидати кои што поднеле кандидатура и врз база за тоа ќе донесеме нашата одлука. Сега дека не видиме кој ќе поднесе кандидатура, се тоа е само шпекулација. Ако нема други прашања, благодарам.